Добар ден. Добар ден, Мија, здраво. Здраво, здраво. Ви благодарам што сте денеска со нас во Хитмејкер. Огромна чест имам што седам денеска до вас, да ве представиме и на поголемата јавност. Вие сте Гораст Чаповски, единствениот постојан член на Мизар, исклучително култна група за нашата држава. И многу ми е драго што денеска ќе разговараме за теми што сите не интересираат, верувам. Па ќе започнам со нешто што мене лично ме интересира. Една од моите најомилени песни е Почесна стрелба од Мизар. Ме интересира како токму настана таа песна, како настана музиката, како е. Па добро, тоа е 2001 нега, 2002 албумот излезе Клубна убавина 2004. Фактички бендот 91 се растори еднаш 92. Да. Секој отиде на разли, после двата албума ги издадовме, Мизар првиот 88 и Свиат Дримс. Да. После секој на своја страна отиде, ја во Австралија, отидов ова вамо тамо. Ја од 2001 пак се собравме и некој имаше идеја пак реunion да направиме првата македонска стрелба со сите пејачи тогаш, Ристо Вртев да биде. Така. И Таневски, и Трајковски. И како испадна, вака испадна и дај да направиме нова песна. Ја имав една идеја од Кисмет, мојата претходна група што ми беше, Извор се викаше. Што е еднакво значајно да напоменаме. Извор имаше, па после Владко ја има, Владко Каевски заедно музиката ја направивме, Горан Трајковски текстот и така настана Почесна. Целта беше да се врати бендот и универзално ово Кале направивме еден концерт. И тоа беше огромен камбек. Да, и тогаш со Горан Трајковски спадна и со таа постава Клубна убавина. Прекрасно, супер. Вашиот состав, како и сите состави значајни, претрпеа големи промени, но вие си останавте од почеток до крај, што е резултат на еден огромен уметник, морам да признам. Но во текот на целата кариера имате и интересни контроверзни случувања. Да. Би сакала да напоменам една случка при снимање на Стој песната, да, 85-та година. За време на СФРЈ имате снимано интересни некои случаи, палење крстови, некои работи што се тотално несвојствени за тоа време. За денешно време. Па и за денешно, да. И не, за денешно све е дозволено. Све е дозволено, секако. Тоа време другачие. Да, али таа ексцентричност во тоа време, верувам дека не било сеедно кога дошле и цел снимен материјал би го фрлиле во бункер. Да, тоа беше првен, морам да кажам, бендот поминува, првен свиревме во социјализам. Да. После свиревме во швейцарски капитализам 90-ти. Швейцарско беа новите држави. Па после божен капитализам, после неолиберален, колонијален капитализам, така во тој аспект ако го гледаш бендот, што можам да кажам, тоа се 4 системи, не знам колку држави. Да. Во тоа време, мислам, не беше баш некој тоталитарен систем Југославија, сега да не претеруваме. Ама Стереовизија од Загреб, тоа идеја беше, имаше една емисија, се викаше Стереовизија, на радио телевизија Загреб во тоа време. И они дојдоа со опрема, со све. Ние демо снимка уште немавме, албум, тоа 85-та беше. Васил Христов беше режисер на спотот, сега е театарски режисер. Све имаше крстови такви работи, сега не дека е нешто. Ама гледаш, некој се јавил од партија, од вамо таму глупости, и никогаш ще се појави тоа. Да, луѓе не разбираат дека некогаш уметноста има личен израз, не мора да значи нешто. Па добро, ама тогаш тоа беше од партија забрането, валјда не знам, веќе дубна, веќе имаше либерални ветришта, веќе 85-86, ама уште па ден денес има цензура, например, не е дека нема цензура. Не можеш, што сакаш да кажеш, можеш да кажеш, не можеш. Одма ќе ти исечат на Facebook, на Twitter, на Instagram, на све тоа, гледаме каква цензура. Да. Имаше така што не е нешто од тоа време се ќе ти кажа и може не знам и каков спот, па не смееш ова, не смееш ова, све така што цензура од секојаш постоела и ќе постои. Како беше во тие времиња да се има големо византиско влијание врз музиката, да се твори на старословенски? Ама не беше, ние само наша цел беше цел живот од мали концепт на целиот бенд беше на целиот тој круг да
свириме источна рок музика. Да. Сега Зепелин, слушај, што имаат Лед Зепелин влијание? Имаат фолк, англиски фолк, така? Да. Така. Ние имаме македонски фолк, балкански. Апсолутно. Не македонски, балкански. Да бидеме попрецизни. Имаат госпел, ритам и блуз. Имаат. Имаат. Што имаме ние? Црковно пеење, старословенско. Да. Тоа е. Што употребуваме, што е новоста? Електрична гитара, бубњеви, бука, тоа беше. Ортодоксија и рок. Рок музиката сепак е најголема, како да кажа, најголем бум во 20 век. Тоа кој сака да каже, ама тоа беше 20 век, војните, прва, втора светска војна, хладната војна, све и рок музиката го обележија 20 век, тоа е факт. Така што наша цел беше тоа да го свириме. Да, и еве сега И да има таа фузија, истото. Истото. Од ритам и блуз, факт дека е супер, ама сепак Да. нашиот тој дел што е фолковот е поблизок за нас. И тие форми, ако ние не го правевме тоа први, тоа и Леписол го правеа и многу Тодор Скаловски, Живко Фирфов. Така е, но вие го правите на еден свој ние dark wave во начин. варијанта, на свој dark wave начин, да. Да. Супер, многу ми е драго што го слушам ова од вас. Да, Душко Димитровски, например, он ни беше, што беше директор на танец, мажот на Вања Лазарова, он ни беше наш ментор музички. Да. Така, они беа со Живко Фирфов, со тие беа они патот на сите нас ни го отворија, Убаво е да како се што знае, да правиме, како да правиме, сепак. Да се една традиција да се продолжи. Така е. Но вие лично какво влијание сметате дека имате врз музиката во Македонија? Што е тоа што ве предизвикува да творите вакви нешта, да оставите позади себе и на кој начин ги создавате мелодиите, како ви доаѓаат? Секако, мислам, тоа под влијание на одредени работи, секогаш ја мислам, тоа што е оригинално, друго е автентика, оригинално ништо не е кој го измисли Цедур. Сепак ние кога правиме, знаеш што е глупови, мислам. Пикасо, кој што кажал, талентираните имаат влијание, гениалците крадат, да се зафркава малце, ама сепак, знаеш, под влијание на одредени бендови, на одредени струи, на одредена музика, така најнаш ми доаѓа од бенда. Да, а македонски Сега, например, влијания? слушам фински музики, такви шведски, мардруни, такви. Метал малце се навратив, така што и тоа Значи, така моментално е. сте И во плюс таа тимска фаза. работа е бендот, музика од многу, ние заедно правиме аранжмани, све углавно. Да. Секој албум и секоја песна било тимска работа во овој бенд. Супер, одлично. Најдоброто и на крај крајот македонците се многу талентиран народ за уметност. Тука што не знам што да кажам поеќе. Вистина. И треба, тоа ни е едно најаките страни уопште во оваа земја. Не знам дали се свесни, ама очигледно ќе се свестат некој ден. Да, и ние сме многу... Дотичните, Така е. господа. Затоа се трудиме преку вакви емисии, преку вакви гости да покажеме што имаме Секако. и да сме свесни дека ова ќе остане еден ден како еден запис. Запис, да. Да се свесни луѓето и од каде доаѓаат вашите инспирации, кој ви помогнал во кариерата, чиви влијанија носите со себе. И благодарам за овој прекрасен разговор. Фала многу. И Фала беше на вас. уживанција. И благодарам за вниманието во овие 10 минути низ разговорот кој што го имавме. Би сакала да изразам огромна благодарност до сите оние кои директно ја поддржуваат оваа емисија, со цел да се задржи македонската култура и сева на кое што македонските артисти го оставиле позади себе. Благодарност до Зорица Николова, која што се грижи за изгледот во нашата емисија. Се гледаме во наредна прилика.